Колку сме зависни од социјалните медиуми? Дали сме зависни? Дали е завист? Дали е исто како кафе на сабајле што не можеш да се напиеш или бетар? Јас одлучив да се предизвикам себе си и да дознаам колку јас сум зависна од социјалните медиуми. Дали јас ќе можам да издржам една недела без Инстаграм и Фејсбук? Ајде да видиме. Ева како ми помина минатава недела без социјални медиуми. Што мислите? Издржав ли? Не знам дали ќе го издржам јаво. Јас сум од оние луѓе кои што стануваат на сабајле или кога и да станам, понекогаш не е сабајле. Ма станувам и обавезно пред да станам од кревет, пред да направам било што друго, поминувам некои 30 на 40 минути на Инстаграм, на Фејсбук и така на така. Дури кога треба да одам некаде, станувам пола сат порано од што треба, за да можам да го поминам на Инстаграм. Сега денеска станав, се разбудив, отворив очи и ми текна дека не смеам да се ставам на Инстаграм. Имав неколку нотификации од Инстаграм и направив само делит. Ја одбрав баш оваа недела заради тоа што нема нешто многу да се случува оваа недела. Затоа што мислам дека ќе ми беше полесно ако се случува некои работи и цело време сум навакана такава фрка. Тогаш мислам дека ќе ми беше полесно да не бидам на социјал медија. Меѓутоа, оваа недела претежно најголемиот дел од времето ќе бидам дома, ќе работам од дома. И мислам дека предизвикот ќе биде навистина голем кога сум дома и немам што да правам и мислам дека уствари немам што да правам. И одлучив да ги избришам апликациите за да ми биде полесно. За да не гледам нотификации, да не гледам да не ми стигаат нотификации, така да мислам дека полесно ќе издржам ако бидат избришани. Не можам да ја избришам апликацијата, ама можам да исклучам нотификации и да се одлогирам и да. Мислам дека оваа недела ќе ја посветам повеќе на креативност и на оние проекти кои што ги спремам, меѓутоа наводно немам многу време да ги спремам, а уствари времето го поминувам на Инстаграм и на Фејсбук, поише на Инстаграм, нели заедно со сите пропратни работни обврски кои што ги имам неделава. Треба да се сретнам со Бојана, да збориме за еден проект кој што го спремаме. И Бојана вика, јас сум во тој и тој кафич, дојди. Сега во друга ситуација, одма би отишла на Фејсбук и би побарала локација на кафичот. Меѓутоа, ајде да видиме без Фејсбук колку време ќе ми треба да го најдам. Одма го најдов. Може би не ми е толку потребен Фејсбукот колку што мислев. Видиш? Ева Бојана, се сретнавме. Убава си, Бојана. Бојана, ти би издржала ли 7 дена без социјал медија? Не би издржала. Но паѓајќи од тоа дека тоа го работам, мислам дека не би издржала ниту 2 дена. А мислиш ја ќе издржам? Никако, мислам дека уште вечер ќе ми пише од Viber или Messenger. Ќе видиме, не знам, и ја мислам дека нема да издржам. Ова е тежок предизвик за неа. Мислам дека не сум била одамна волку продуктивна колку денеска. Одлично иде. Мислам од аспект на работа, од аспект на
мојава глава малце ја скренувам. Не сум видела цел ден што има на Инстаграм и на Фейсбук и ми е пречудно. Втор ден, сега за сега е прилично окей, меѓутоа многу ме интересира дали со текот на деновите ќе станува потешко или ќе се навикнувам повеќе па ќе биде полесно. Во ниту еден момент не сум помислила леле морам да се уклучам или да видам што се случува, не ме некако занима. Во меѓувреме изгледав се што е можно на YouTube за новата книга на Мишел Обама. Се надевам дека многу наскоро ќе можам да ја прочитам. Мислам дека дефинитивно тоа што не сум на социјал медија ми помага да бидам попродуктивна. Тоа е заклучокот до сега. Трети ден, се е окей. Не осеќам никаква потреба искрено да вклучам Facebook или Instagram или што и да е. Не мислам дека сум пропуштила нешто или не знам што. Али тоа што не сум на Инстаграм дефинитивно ми помага да бидам многу попродуктивна отколку кога сум. Кога имам можност во секој момент да отидам на Фейсбук или на Инстаграм и да скролам по 20 минути по пола саат. Синоќа и денеска заедно напишав 10 нови скрипти и концепти за нови видеа. И тоа оние подолги видеа, не минутка на Инстаграм. Знаете кога последен пат напишав 10 скрипти? Че да размислам? Никогаш. Едва по 2-3 сум пишувала. Окей. Ден четврток. Окей, заклучивме дека не чувствувам некаква потреба сега да се тресам, леле морам да се уклучам на Инстаграм. Да бидам искрена, се чувствувам малку како отсечена од светот, како да не знам што се случува во светот, како да не знам. Едноставно се чувствувам неприродно. Значи, не ми е ова природна ситуација во која што сум. Навикната сум постојано да имам еден куп информации кои што ми се сервираат на дланка, значи најразлични информации. Од друга страна, сега кога не сум на социјал медија, сите оние информации кои што ги добивам, треба самата да ги побарам. Значи, уствари, јас самата одлучувам што ќе читам и какви информации ќе добивам. Што вака, кога ќе го кажам, не звучи така чудно, ама во суштина, во последно време со социјал медија и со Facebook, со Instagram, Facebook и Instagram одлучуваат што нас ќе ни прикажат како важни информации за нас. Го гледаме она кое што Facebook и Instagram мислат дека сакаме да го видиме. Уствари ние го гледаме сето она кое што Instagram и Facebook мислат дека сакаме да го видиме врз база на нашето однесување онлайн, значи што сме лајкнале, што сме кликнале и така натак. Значи слободно можам да кажам дека се чувствувам многу моќна овие неколку дена, затоа што јас одлучувам што ќе гледам, јас одлучувам што ќе правам. Исто така многу интересна работа е што воопшто не ми иде во глава, леле што да постирам, леле не сум постирала 3 дена. И многу ми се допаѓа тоа. Петок е Black Friday ствари. Прв пат ставам шминка на и покрај тоа што вчера изгледав. Две работи ќе кажам. Прво, како што се ближи денот кога повторно ќе отидам на социјал медија, толку повеќе во главата ми се вртат мисли од типот на леле што ќе постирам, леле не сум направила ниту еден пост оваа недела, не сум спремила ништо за на социјал медија. Втората работа е тоа што да се тргнав од социјал медија, меѓутоа YouTube не можам да го оставам. И се најдов себе си како во последниве неколку дена гледам
се повеќе и повеќе YouTube видеа, значи поминувам повеќе време на YouTube затоа што не можам да отидам на Instagram и на Facebook. Иако најчесто видеата кои што ги гледам се информативни и се обидувам да научам нешто, дали поврзано со кариера, со бизнис, со social media, со YouTube канал или некакви мотивациони, инспирациони, гледам еден куп документарци. Ама, чисто за да пробаме што ќе се случи, одлучив овие 3 дена, останативе 3 дена, петок, сабота, недела, да ги поминам и без YouTube. Во главна работава поминувам многу подобро од колку што очекував. Мислев дека сум многу зависна и дека нема шанси да не... Мислев дека нема шанси да не сакам и да не едва чекам да отидам на Instagram. Така да, мислиме дека social media ни треба многу повеќе отколку што на вистина ни треба. Ај се идеме на Black Friday да видиме што има да си купиме нешто. Има уште малце, ама затоа има и мускулче. Денеска немам нешто многу посебно што да кажам, ама да го изброиме денов. Сабота. Цел ден бев навака натака, по кафења и по шопинзи, така да воопшто не ни помислив на social media. Единственото нешто што ми се врти низ глава е колку раат се осеќам уствари, со тоа што не размислувам што треба да постирам и не го чувствам притисокот дека морам да постирам нешто и така натака. Денеска недела била, можело малце винца да се примне. Недела вечер, утре сабајле ќе снимам повторно враќање на Instagram и на Facebook и сето тоа. Она што го заклучив јас е дека можеби можам без Instagram и Facebook, меѓутоа многу тешко без YouTube. Можете да приметите дека не издржав. Без YouTube ќе биде некој друг нареден челендж понатака, кој ќе бидам веројатно по-психички спремна за тој подвиг. Сега се уште не сум. Ајде да снимаме денеска, треба еден куп видеа да снимам. Сам треба. Не треба ништо, ама сакам. Епа се гледаме утре на Instagram. Моментално е недела навечер, тоест навечер. Понеделник сабајле е веќе, 5:10 е. Јас правам видеа се уште додека се рендерира видеото. Сватив дека веќе се брои како нареден ден и дека последна недела сега пред камера прв пат ќе поидам ќе се уклучам на Instagram. Вако од начарите. Ако воопшто си го памтам пасвордот и можам да се уклучам. Чекајте. Ме интересира колку луѓе ме одследиле, затоа што викаат дека многу е важна конзистентност, односно секој ден да постираш. Баш сега ќе видиме. За разлика од понеделникот. Околу 100 мислам дека, кое што воопшто не е голема бројка, така да идам ја да си поседам уште малце на интернет, на Instagram, додека се рендерира видеово, има уште 2 минути. Мислам дека беше многу интересно искуство. Се чувствував како малце одсечена од се друго. На време една недела која што си ја посветив на себе, на тоа да се одморам и да се фокусирам на моите креативни проекти кои што ги работам во периодов и мислам дека многу ми помогна тоа што не бев на социјалните медиуми, за да можам да
да размислувам потрезвено и да бидам попродуктивна, дефинитивно би ви препорачала да или да направите некој ваков експеримент или па да си го ограничите времето кое што го поминувате на Инстаграм и на социјалните медиуми. Мислам дека дефинитивно ќе ви помогне општо за животот и за врските и за вашите релации кои што ги имате во животот со пријателите и така натака. Јас лично мислев дека нема да издржам, дека нема да можам дека ќе почека да се тресам, леле, ајде, кога ќе се уклучам, зошто не можам да се уклучам. Меѓутоа, сватев дека дефинитивно мислиме дека сме многу позависни од колку што сме и го трошиме времето на социјал медија непотребно. Мислиме као, сега неам што да правам, ајде ќе одам на Инстаграм и 2 сати покасно ќе се освестам, леле, чекај малце што направив, дали сериозно 2 сати скролав по Инстаграм. Да, јас поминав одлично оваа недела, морам да признам, така да веројатно и не беше некој голем предизвик за мене, зачудувачки. Мислам дека има уште доста други работи кои што би ми биле многу поголем предизвик и ми се допаѓа идејава, така да веројатно ќе правам понатаму пак уште некои предизвици. Ако имате некоја идеја за предизвик, една недела без ова или една недела без она или нешто такво, слободно пишете ми, предизвикајте ме. Пробајте и кажете ми што сте направиле и се гледаме во наредното видео. Во меѓувреме стиснете еден subscribe, мајко му шове кошта. И официјално станав јутјубер. Нема везе. Ајде, дечки, чао, имајте убав ден, се гледаме во наредното видео. Чао, чао.